Зошто е утрово сончево јасно, свеќето прснало мирис? Зошто е денот величествен славен? Птиците зошто кликаат гласно и лесни крилја шират? Брегалница посилна денесе, чина, весело плиска и тече. Исорот немо, годините на штип ги брои, за Гоце, јунак, славна приказна плете. Оваа година се одбележуваат 151 година од раѓањето на револуционерот Гоце Делчев, еден од најзначајните ликови на македонската историја, кој уште пред еден век се борел за македонската кауза и за очувување на македонскиот народ и идентитет. Неговото име го носи моето училиште и институцијата во која сега се наоѓаме, Народната установа универзитетска библиотека Гоце Делчев Штип. Во чест на овој македонски јунак, тој светилник и патоказ на идните генерации и македонци, да славиме неговото дело со желба минатото да не се повтори, но и никогаш да не се заборави. Само така ќе бидеме достојни Гоцеви следбеници и чувари на слободата за кој тој мечтаел, а не ја дочекал Делчев. Според спомените на неговите современици, Гоце Делчев бил човек што ги пленел луѓето со својата преданост, добрина, искреност и срдечност. За него Шапкарев се присетува. Секогаш почнува прв со разговор, а ти го гледаш и се влюбуваш во гласот. И гласот те допира право во душата, во најнежните струни. Те прашува како си, со една блискост, со едно сочувство, што те тера да веруваш дека тој веќе се ти видел во душата и се возбудуваш заедно и еднакво со него. Гоце бил бистар, кристален горски извор, од кој бликала љубов за секој човек. И се восхитувал на мајка си Султана и верувал дека мајката е посредник меѓу божеството и човекот. И дека таа зема честички од божеството и ги става во градите на рожбата. Без друго, токму не за тој ја должеше нежноста на своето срце. Во целата душа мечтаеше за слобода и за безгранична љубов меѓу луѓето. Неговите идеали се идеали на сите македонци. Неговите мисли се вечен патоказ и сведоштво на мудрост која е поседува. Затоа, во негова чест извојуваме бел один. Јас не познавам друг народ кој повеќе страдал од предавствата на своите синови, изроди како македонскиот. Историјата не памети друг таков пример, кога еден ист народ по традиција, јазик и вера се разделува на разни спротивни страни, една од друга потуѓа. Ки удри утринската зора и за нас. Браво, јуначе! Дојди да ти ја стиснам раката и да те поздравам. Такви и се потребни на Македонија. Дали може да има друго место за еден македонец, освен Македонија? Дали има народ по-несреќен од македонскиот? И дали има некаде пошироко поле за работа отколку во Македонија? Ние се бориме за слободна и независна Македонија, со широки права на сиромашното население. Делото на ослободувањето на еден народ е пред се негово собствено дело, на неговите собствени раце. Оној што сака да работи на присоединувањето на Македонија кон Бугарија, Грција или Србија, тој може да се смета за добар бугарин, грк или србин, но не и за добар македонец. Македонија има своји интереси и своја политика. Тие им припаѓаат на сите македонци. Јас го разбирам светот како поле за културен надпревар меѓу народите. Ликот и делото на Гоце Делчев секогаш брине и ќе останат предизвик за сите генерации македонци. Нам, со нашите поставки, ни преостанува да ја заслужиме достојноста за да се наречеме негови следбеници. Секогаш благодарни што ти имавме. Вечна слава, апостоле!